Значи, докаде е со откупот на тутунот, бидејќи се уште е законскиот рок за откуп, и дали има новини во однос на работните средби со Министерството и со откупувачите? Откупот за реколта 2025 веќе при крај, 99% се купени од количините на тутун и за среќа негде околу 26,072 килограми тутун со прошесна цена од 419,018 денар. Ова ни дава за право да мислиме дека ова реколта не е успешна, ради тоа што е зголемен број, во моментов е зголемен број на интересот за склучување на нови договори. Дали има интереси за нови откупувачи во земјава? Во моментов од овие 10 што се досега регистрирани откупувачи немаме ние сознание дека има нова компанија што може да влезе, меѓутоа тоа ние до нас таква информација нема дојдена. Се крои програмата за 2026 за финансиска поддршка. Вчера имаше состанок тука во Прилеп од одредени земјоделски здруженија. Вие бевте на средба со министерот, дали има новини во однос на тоа? Да, вчера бевме на средба во Министерството за земјоделие баш околу начин на субвенционирање за оваа година. Имаше мали приметби за календар за исплаќање на субвенциите за сточарите, за овоштарите, меѓутоа имаше приметба за наводно од опозиционерите што не го прифаќа што е намалена субвенцијата на површината, односно зголемување на површината од 2 на 5 или од 3 на 5 декари, меѓутоа тоа никого не го забранува да се здружат тие површини, да ги здружи и пак да ги пријава за субвенции, така да нема намалување на субвенциите, баш има зголемување. Какви се вашите проценти за годинава? За раст рековте ќе има раст. Колку раст? Па негде околу 10% ќе има, како што спомнав, годинава се купени 26,072 милиони килограми, за оваа година предвидувам значи негде околу 28-29. Во однос на субвенционирањето на тутунот, дали останува истата финансиска поддршка? За среќа, да речем, на тутунопроизводителите, ради тоа што се задоволни од овие цени што ги постигнато, значи се купи тутуно без одбиток, 99% му е исплатен во целост, така да покрај субвенциите што се за по килограм ги има и субвенциите за по површина и зелена нафта. Со тоа ако ги земеме како заедничка мерка, негде и приближно како ланската година 100 денари субвенцијата по килограм на тутун. Дали нешто се разговараше и околу тоа, бидејќи реагираат делеви од земјоделците дека има заостанати субвенции што не се платени по различни основи, дали нешто презедовте некакви чекори за навреме да се исплаќаат за да може земјоделците си работат тековно работи? Да, тоа го има закаснети за исплата на субвенции, тоа кај сточарите најмногу тој дел, и се донесе заклучок да се воведе календар на исплаќање на субвенции. Значи доди квартално на секој 4 месеци да му се исплаќа субвенцијата за предадено млеко, јагне и така. Се кројат цените за новата тутунска реколта. Докаде сте со преговорите и како годинава во однос на цените ќе биде, бидејќи се бара стариот закон според кој што еве без ваш подпис не може да има цени во договорите за тутунопроизводство. Така е, да, значи до некни ги завршуваме преговорите со сите откупувачи на тутун и излеговме ние со заклучок односно со наши цени, кои во моментов што му ги понудевме се 510 денари за прва класа, 460 за втора класа и 400 денари за трета класа. Тоа е под услов ако купуваат по класи. Меѓутоа до 20, односно до 20 точно треба да известа со цените. Ако не ги прифата нашите цени, тоа што го излезе со нивни цени, тоа ќе сметаме дека и од наредната година ќе се купува тутун само во прва класа. И кога ќе почне да ги склучува новите договори? Новите договори почна да се склучуваат 1 март, меѓутоа до 20 треба да не истакна, ние за 5 дена ќе се изјасниме дали ги прифаќаме нивните цени или ќе ги прифатат и нашите цени.